не сакам да се гушкам бидејќи има пандемија со COVID-19. Ако не смееме да се гушкаме бидејќи ќе немам тогаш за здив, бидејќи многу е тешка оваа пандемија. Марио Мицковски е едно момче од 20 години, кој заврши средно училиште, средно физкултурно училиште. Инаку тој е и као помал и сега е едно питомо дете, кое сака доста друштво, кое прима, да речеме, препораки, сака да има нови сознанија, сака спорт, сака музика. Стефан е дете роден со Даунов синдром и мислам дека е роден спортиста пред се. Уште од мали нозе го интересираше спортот. Почна со кошарка, па се определивме за индивидуален спорт, тоа беше пливањето, кој што веќе цели 10 години и повеќе плива, благодарение на специјална олимпијада, која што ни возможува и ни остварува услови за ваков спорт. Од самото раѓање на Стефан се соочувам со судир со институциите кои што не ни овозможија лекување на Стефан во надвор од нашата држава, иако кај нас немаше таква отворена, се работи за кардиохирургија детска, немаше, а не ни дозволи да го лечиме во странство. Беше оставен буквално насам, додека живее, после што му подели Господ. Се случи тоа прв пат кога требаше го запишам во центар, инсистирав да биде, тоа мораше да биде заради посетување на часови за логопед во Центарот за говор и слух, и тогаш ме одбија прв пат ми се случи, ме одбиваат и ми велат нема место, има премногу деца, и тогаш ми беше стварно многу тешко, зашто можеби стварно тоа го било така, имало многу деца, меѓутоа јас како родител на такво дете се почувствував како дека е тоа баш заради неговата попреченост, затоа што треба поголемо ангажирање кон неа. Додека еден ден, да не кажам, мене ми пукна филмот и земав од институција во институција, од канцеларија во канцеларија, одејки и докажувајќи дека овие деца ништо не се поразлични од типичните деца. Со многу труд и, да не речам, изоден пат, успеав и Стефан беше првото дете оперирано со партиципација од фондот, и после него сите други деца продолжија по тој пат по кој што Стефан одеше. Те сака. Еден. Да. Да, сакам многу да пливам и тога сум среќен. И јас 9 години пливам во Борис Раковски. А тука медалји чии се овие? Јас. Мој. Мој. Твој. А која медаља ти е од Дубај? Ова. А од Лос Анџелес? Ова. Добро. И ова. ова. Добро. А кажи ми ти, сакаш да играш кошарка? Да. А за кој клуб навиваш? Лекер. За Лекер си? Да. На клуб.
Во Лос Анџелес беше првиот оној надпревар кој што Стефан освои 2 медаљи. Тоа беше на светски олимписки игри. Во 2015-2019 беа во Абу Даби светските олимписки игри исто, каде што освои златен медалј. И има многу други меѓународни, учествувано на меѓународни надпревари, овде во државата, на ревијални, исто и надпревари, каде што обавезно се враќа со победа. Разете ми се горе како ја земам мојата медала и тога сум сум среќен. Фали да одам на стадион и во кино. Сакам многу во кино, ама не можам. Дека има корона. И во дневниот центар не можам да одам бидејќи има пандемија. Он беше страшно разочаран затоа што не славеа матурска, затоа што се спремаше, нели, облека, се спремаше за забава и тоа е тоа. Сите овие работи, како и за сите други, нели, негативно влијаат, затоа што се доста ги изолира, престана да идат во дневниот центар, престана, нели, спортот, базенот. Стефан вели дека само седи, јаде и спие. Тоа е неговите активности во времето на пандемијата. Сето ова коронавирус, они се свесни за сето тоа, затоа што постојано се зборува голем број на заболеност на починати, тоа влие и на нив. Оди во Еурека во танцовото студио, каде што има часови на подготовки на отворено, почна и базенот да работи, пак специјална олимпијада, се избори, значи, и овие деца почнаа да си одат на тренинзи со запазување на сите протоколи. Поголемото ги извемам се зашто тројките ќе пиеме кафе, освен тие кои не сакаш да пиеш. Ја сум на диета на кафе. Министерството за труд и социјална политика, кое што ни отвори центар за лица со Даунов синдром, каде што можеме да ги носиме децата. Меѓутоа, има еден проблем тука што овие деца не можат сите да одат сами да патуваат со автобус. Овие дневни центри кога се отвараат, тоа не ми се допаѓа. Се примаат одреден кадар, нели? Меѓутоа, мислам дека треба комплетно да биде екипиран, освен физиотерапевт, логопед, дефектолог, треба да има и психолог. Затоа што овие деца подоцна почнуваат да имаат потреба од психолог, затоа што некогаш некои се изолираат. Од искуство кажувам, некои паѓаат во депресија поради неангажирање. Кај нас тоа не оди така, некој си добива и персонален и личен асистент, за разлика од други деца кои што не можат да дојдат ни до еден асистент. Јас лично барав уште од самиот почеток посебно за личен асистент за Стефан, меѓутоа се бев ставена на список, на ред на чекање, на листа на чекање и до ден денеска не дојдов на ред да добијам таков асистент. Уште еден голем проблем кој што сите родители нас не мачи, што по нашата смрт, нели? Каде би отишле овие деца, каде би оделе, на кого би оставиле? Можеби некој ќе го прифати брат или сестра, меѓутоа не сите деца имаат некој што би ги прифатил. Па јас сакам да положам кола. Многу сакам. Ќе пушам неколку песни, ќе се слушам во кола, ќе симнам и кажи го
hapa, што ќе ја латирам кокота кај што иде. И тоа е тоа. Копа? Мото. Ќе носам на кафе, било каде. Ако ја земам една женска, ќе носам во таа кола. Па ќе носам во кино, на кафе, у пицерија, покрај Вардар, ако сака. И тука. Ке сака. Мислам дека во иднина би се нашол во негдека во некој ресторан или кафич како газда, нели? Што би рекол тој? Готвењето и служењето го бива и го интересира. Јас сакам да тренер по пливање и тренер по ракомет. Тоа би сакала да биде неговата работа врзана со одредена активност, како и следење на спортски настани и тоа затоа што мислам дека баш така би бил целосно исполнет во тој дел. И се со шака ќе ја осварам оваа желба за мајка ми, за да биде порадосна. Македонија!